Ветерниците кај Богданци за влакно не се претворија во пепел, но затоа Македонија пред 2 години го загуби едното белодробно крило кај Беровско. Пожарите годинава и покрај опасноста засега се далеко од она што сме го преживеале минатите години. Пламените стихии во последните 3 години на Македонија и проголтаа илјадници хектари шума. Само за еден ден на територијата на цела држава се гаснеа 23 пожари на отворен простор, кои зафатија над 500 хектари ниска вегетација и шума. Лани пак 194 пожари вкупно изгореа речиси 2 милиони евра или 2000 хектари шума. Пожарите од пред 2 години кои беснеа низ државата направија штета од 37,7 милиони евра. Во периодот меѓу јуни и септември 2021 се случиле 142 шумски пожари во кои изгореа над 11.000 хектари шума или повеќе од 482.000 метри кубни дрва. Од вкупните штети од пожарите најмногу беа зафатени шумите од мешаните насади, кои учествуваа со 52,2%. Шумите од листопадни видови со 30,2%, шумите од иглолисни видови со 10,1%, додека приземната вегетација учествуваше со 7,4%. Првиот човек на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов со апел до населението да биде исклучително внимателно за да не се предизвикуваат пожари. Главни причини според него се палењето на оган искара на отворено, палењето на стрништа и пасишта, фрлањето од пушоци. И најмалиот пожар за миг може да излезе од контрола и неколку стотици метри или неколку километри подалеку може да убие човек или да нанесе огромна материјална штета. Но досега за ниту еден подметнат пламен виновник не се најде. Пожарите во Беровскот пред 2 години, освен што изгореа шумата, за малку ќе го пеплосаа и градот. Македонија со години е во голем минус со пожарникари. Последните информации говорат дека на 34 територијални противпожарни единици во земјава им недостигаат над 340 пожарникари, за да барем се исполни законски пропишаниот минимум. Возниот парк на противпожарните единици е стар во просек 27 години, но има возила старии по над 4 децении.